Во време кога технологијата се движи со брзина на светлината, мобилните уреди дефинитивно стана нашето секојдневие. Затоа, како да го зачуваме животниот век на нашиот мобилен уред, кој што го користиме се повеќе и за работа, меѓутоа и за секојдневна комуникација, за повеќе теми содржини поврзани токму со технологијата денес и се она кое што ни е потребно, ова утро го пренесуваме преку разговорот и успешната лична приказна на мојот денешен гостин и соговорник, станува збор за едно младо момче, Ангел Стефковски од Смарт Сервис, со кого ќе поразговараме утринава. Ангел, благодарам што си дел од утринската на телевизија Алфа. Како си ова утро? Одлично, добре ни дојдовте. Добро утро до сите гледачи и до вас. Мило ми е што не посетивте и сме спремни да одговориме на секое прашање. Јас напоменав успешна приказна од електроинженер до млад предприемач и човек со свој бизнис денес на многу млада возраст. Ангел, накратко како започнува вашата приказна пред да ги опфатиме оние теми кои што ќе ги доближиме до граѓаните? Па со само до тоа што го спомна електроинженер, моето високо образование го завршив на електротехничкиот факултет во Скопје, поточно електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија, што е една нова насока. Сите се стремиме кон тие нови и обновливи извори на енергија, бидејќи не се трошат фактички. Тие ни се сонцето, ветерот, значи тие ги имаме секојдневно. Не можеме да имаме крај на тие извори. Образованието го завршувам таму, но тоа е висок напон, но јас ја наоѓам мојата љубов и работа и обсесија во нискиот напон, поточно мобилниве телефони. Високиот напон е што се вика 220 волти, а јас моментално се занимавам до 12 и 24 волти. Мобилните телефони како твоја прва љубов денес многумина веќе те препознаваат како човек кој што е решение за сите нивни проблеми, дефекти со мобилните уреди, како повозрастната популација, така и она помлада популација. Што покажува искуството, зашто најмногу доаѓаат граѓаните овде кај вас, вашите корисници, што најмногу расипуваат? Така, па јас со кратки црти секогаш кажувам, највише доаѓаат поради нивното невнимание. Највише доаѓаат за скршени, дали екран, дали задно стакло, заден дел од телефонот. Сега и тука имаме и технички грешки на самите фабрики од телефони, подуени батерии, самата гаранција како истекува, тоа е факт, кој ќе помина тие 12 или 24 месеци, нешто сигурно ќе се случи со телефонот, а како што дојде време телефоните и не се баш ефтини играчки, има добри и убави цени, што секој би се нафатил да го поправи телефонот, бидејќи кога веќе дадеш пример, не знам, одредена сума за телефонот, ќе го користиш повеќе години. Не е секој во можност да менува телефон на секоја нова серија како излегува. А секоја нова серија имаме за секоја година што се вика. На секој септември или секој јануари месец излегува нов мобил. Што ги советувате најчесто граѓаните, дали им се исплати да го поправат нивниот уред или како што и самите кажавте, телефоните се веќе скапа играчка да си купат нов, има ли телефони кои што не се исплати да се поправат? Па искрено, секој телефон би се исплатило да се поправа додека е нов. Што се вика првата година, бидејќи сега веќе имаме и телефони што имаат софтверска поддршка што може да се користат во наредните 7 години. Сега тоа секако не може да биде како што бил кога бил нов телефонот, бидејќи самите делови се потрошен материјал. Батеријата е најклучна работа, бидејќи што ќе не е телефонот ако не функционира батеријата и што не можеме да го користиме 2-3 сати ако трае батеријата, не може да функционира. Така да препорачуваме батерија секако да се смени, година-две максимум да поминат да се обнови телефона за да може да се искористат тие 7 години од софтверска поддршка. Сега, за поправката кога доаѓаме да кажеме, бидејќи имаме оригинални делови и заменски делови. Јас секогаш препорачувам да се користат оригиналните делови, бидејќи така телефонот ќе биде функционален како што го замислила фабриката да функционира. Са некои сакаат да биде зашто не е, например, зашто има телефони за поправка, например, за скршен екран, што би требало да се оддели половина што се вика вредност од телефонот. Тоа веќе не се исплати ако некој е со намера да купи друг телефон или некоја таква замена да направи. Заменските делови, например, може да се искористат ако телефонот е поевтин, за да тера уште некој време, ќе тера и со заменски дел, тоа секако. Ние даваме гаранција и на заменските делови, гаранција даваме и на оригиналните делови.
Така. Што ги советувате граѓаните, односно вие продавате и сосема потполно комплетно нови телефони и половни телефони. Какво е вашето искуство и што ги советувате граѓаните? Дали можеби половните телефони денес се добри и можат да им користат да се ги тука имам да се надоврзам, и тоа е добра тема, добро прашање, бидејќи моментално имаме и што се вика маркет, што може секој приватно лице да стане да сака да продаде нешто, пример. Ја тоа го кажам, еве најнародски кажано, вака да не разберат сите, ќе не знам, ќе го видиш на автобуска станица, на предпродавница, ќе го земеш телефонот од некој човек и утре нема да го познаеш телефон, нема да го познаеш тој човек, нема да те познаеш што и да се деси со телефонот, немаш никаква сигурност. Кај нас телефоните половни, бидејќи правиме замени, како сака да купи нов пример телефон, може да го остави својот половен, но пред да го остави неговиот половен телефон, кај нас доаѓа телефонот на детален тест. Го тестираме, затоа што и ние на секој половен телефон даваме минимум 6 месеци гаранција. И гледаме сите половни телефони да не бидат поправени, да се со сите оригинални делови и во многу добра, во солидна состојба. Са секако половна роба е половна роба, но гледаме да е во најбеспрекорна состојба, за да можеме и ние да дадеме гаранција и купецот да биде сигурен, да има нешто сигурност дека ќе утре што и да се деси, ние стоиме позади тој телефон како да купил фактички нов телефон. Јас така кажам. Има ли трикови, совети кои што ги споделувате со вашите клиенти како да се продолжи животниот век на мобилниот телефон и колку тоа го прашуваат и го бараат од вас? Така. Ние секогаш даваме совет, кога и да купат, дали половен, дали нов телефон. Претходно беше тоа, во претходните години батеријата да се полни нели до 100 да се враќа назад, да се полни, да се празни. Тоа во денешно време со новата технологија на нанотехнологија, литиумските батерии, тоа не е процес, бидејќи и да го уклучиш телефонот и на 50% да биде, најнормално си го користиш до 100, го празниш. Сега, тие tips and tricks што ви кажуваме. Батеријата секогаш треба да се полни до 100%, да не се остава да се полни навечер. Телефонот секако има заштита, но таа заштита функционира на принцип. Се полни телефонот до 100, самиот телефон автоматски се гаси. Но во текот на целата ноќ, тоа се 8, 9, 10 часа, зависи кој како функционира. За тие 8-9 часа, таа батерија не може да стои до 100%. Ќе падне на 99. И тука телефонот повторно ќе го вклучи полнењето. Тоа е тоа лошото, бидејќи прави вклучи, исклучи, ќе дојде до 100, ќе го исклучи, пак ќе се испразни. Тука е лошото, бидејќи значи вие советувате да не се полни телефонот преку текот на целата ноќ. Така, токму така. Да не се полни до 100 преку целата ноќ, кој ќе се дојде до 100 да се извади да се користи. Да се празни до 10%. Под 10%, секое користење на телефонот под 10% е смрт за батеријата, бидејќи телефонот во тие 10% од 10 до 0 се грее дупло, што се вика, од користењето, што е од 10 до 100%. Најоптимално полнење да се испразни до 10% и да се полни до 100%. Колку е тешко, од друга страна лесно да се придобие довербата кај сите оние кои доаѓаат и си имаат макајте народски кажано, кои што доаѓаат кај вас и колку се трпеливи луѓето, односно корисниците во текот на целиот оној процес при поправка на нивните мобилни телефони. Знаеме дека сите сме нетрпеливи кога станува збор за нашиот мобилен телефон, бидејќи веќе ништо не можеме да се замислиме без него, па и колку се трпеливи граѓаните. Јас тоа го кажувам, во денешно време без телефон си како без рака, без автомобил си како без нога. Тоа е факт. Не може ништо да функционира без телефонот, бидејќи телефонот стана помоќен и од самите компјутери што ги имаме и на работа и дома, каде се користи. Се функционираме преку самите телефони. За трпението, секако ќе кажам, има и трпеливи, но има и нетрпеливи луѓе. Сега ние гледаме да им излеземе секогаш во пресред, ако е стварно некоја хитна ситуација или ако е некоја, не знам, да е за 2 до 3 часа да е за работа, ако има потребен телефонот, функционираме и на принципот, некојаш може да се случи нешто и непредвидено, но ако веќе е случено нештото, може да ни се јават, да ни кажат во текот на утрешниот ден, од тој до тој период, сакаме да го поправиме тој телефон. Ние да бидеме спремни, да го имаме тој дел тука, може да почекаат да пијат едно кафенце, да го средиме телефонот и да бидат и тие задоволни и ние задоволни. Многу ви благодарам за сите овие совети и препораки, информации поврзани со мобилните уреди кои што денес не се повеќе од потребни. Посакувам успешна работа и многу задоволни клиенти. Ви благодарам и вас на посетата. Вратите наши се отворени за сите гледачи, за вас исто така. Баш ми беше мило на овој убав разговор и секое добро.
Така, почитувани гледачи, мобилните телефони денес навистина ни стана секојдневие, како да го зачуваме животниот век на нашиот мобилен уред и се поврзано со она кое што најмногу не интересира со нашиот мобилен уред. Утринава споделуваме повеќе со Ангел Стефковски од Смарт Сервис. Се надевам дека бевме корисни и интересни, дека го задржавме вашето внимание. Ви благодарам.